перикопа која денес ја прочитавме е протолкувана од самиот Господ Исус Христос. Затоа нема да се задржиме на толкувањето на истата, освен на еден елемент од неа, кој кажува за тоа колку се приемчиви за Словото Божјо оние кои се споредени како Словото допаднало меѓу трња. Или пак, заради богатството нивно не може да го прима Словото. Во главном, животот на секој човек приличи како една ледина полна со трња. Затоа што секој од нас има некаков вид на искушенија. Нема човек кој нема искушенија повеќе или помалку, а тоа значи има трња во животот повеќе или помалку. Некои што се неискусни си мислат дека другите нема, дека само на нив како да спаднала целата стихија на овој свет. Меѓутоа, нема таков човек кој нема искушение од најмала возраст. Од возраст кога почнува детето да се развива, кога тргнува на училиште, уште од тогаш почнуваат искушенијата на ваков или онаков начин. Се мисли како ќе издржи на училиште, при тоа да има добри оцени, да не го караат учителите. Понатаму во некоја позрела возраст исто така размислува за тоа како му функционира семејството, какви односи има со родителите, со пријателите. Кој ќе дојде можеби на факултет ќе размислува исто, да не биде прашан со некое прашање за да го положи испитот, а не да падне на истиот. Понатаму, кога ќе оформи семејство, има илјада други искушенија. И тоа се трњата во животот. Заради нив човек честопати се откажува од најважното во животот, а тоа е да му служи на Господа. Затоа што го обременуваат тие искушенија, тие се вистина големи, ама не е нашол човекот одбрамбен механизам да се справи со нив. Затоа Господ вели дека она зрно кое е паднало меѓу трња, исто така може да биде угушено. Значи, од овие искушенија животни, слуша човек за Словото Божјо, слуша дека тоа е и размислува и знае дека тоа е најдоброто нешто да го следи патот Христов. Ама има нешто што го возвраќа. Го возвраќа, ако е повозрасен, семејните проблеми, а во истиот пасус нагласено е дека уште полошо може би покрај искушенијата што ги има човек ако се занесе и да бара богатство во овој свет. А колку е многу лесно таков занес да добие секој од нас, затоа што примамливо е богатството. За жал, човек цел живот може да си го потроши да стекне или да не стекне богатство. Ама еднаш ќе го напушти овој живот, стекнал или не стекнал богатство. Значи, едно од трњата, може би најголемо, е желбата кај човека да создаде богатство во овој свет. Мудар е тој, разумен е оној човек кој предрме знае дека доволно е да има за да преживее, а не за да има премногу, како оној богатиот човек пак од Евангелието,
што ги разрушил амбарите, затоа што нивата му родила многу, за да изгради нови амбари. И кога тоа сето го замислил и можел да го оствари, Господ му вели: безумниче, душата твоја вечер ќе ти ја земам. Тоа е безумството на богатството, браќа и сестри. Ама кога човек неразумно поставува, ќе трча по богатството, може би, велами да се збогати, ама што со тоа? Ако има разум да помисли, да размисли што е смислата на животот, богатството, затоа во ова евангелска перикопа Господ ги смета и ни ги објавува нас како трња, како искушение на трњата кои може да го угушат Словото Божјо, толкмо богатството. И другите искушенија секако, ама богатството. Кој е наравоучението? Што можеме, како можеме да не се грижиме при грижите што ги има во овој свет? Можеме да бидеме сигурни со колку средства можеме да обстанеме во овој свет, па да не печалиме повеќе од тоа. Тешко е за човекот да може да го одреди сам тоа, ама затоа ни стои на располагање заедницата со Господа. Го прашуваме ние Господа или му се молиме на Господа тогаш кога имаме искушенија, ама не само кога имаме искушенија, пред време. Господе, подготви ме за тогаш кога ќе имам искушенија, да можам да се справам со нив. Тоа е молитва на благоразумен човек, кој мисли пред време, ни го кажува Господ пред време што може да ни се случи. Зошто човек додека ги нема искушенијата не мисли? Или зошто родителите додека децата немаат искушенија не ги просветлуваат со тоа да им кажат кога имаш проблеми, обрати му се на Господа. Ти сум татко, ти сум мајка, ќе ти помогнам, ама моите можности се ограничени. Не можам јас во се да ти помогнам, ма зато го имаш Господа. И твој пријател, и твој родител, и твој комшија, и твој соговорник, не го помоли му се, не го кажи му го проблемот, и тој ќе ти го решава проблемот благоразумно. Не значи дека сите проблеми секогаш Господ во момент ќе ни ги реши, затоа што нему значено му е нашето спасение, а не секоја молитва наша, неразумно зборувам наша, е за наше спасение. Не се што бараме од Бога за нас е полезно. Некојаш бараме работи што не ни се полезни. Еве богатството, да речеме. А ретко кој човек ќе одолее на тоа искушение да не биде богат. Ама тоа секогаш корисно ни е, полезно е за нас. Имаме за тоа подкрепа во Евангелието? Не. Наспроти, гледате, Евангелието скоро секаде кажува не го основај својот идентитет на богатството. Затоа што тоа е лажен идентитет. Богатството денес го имаш, утре го немаш. Тоа веројатно слушате во Америка, често пати се случува, некој ќе банкротира до нула, значи ќе му стигне богатството и повторно ќе го поврати и ќе го зголеми. Тоа е шо поголем доказ за тоа дека не треба да се основа човек, да се држи, да прави идентитет врз богатството. Ама тоа може благоразумен црковен човек да го доживи, да го свати. И тоа е она прва лекција што родителите треба да им ја даваат на децата. Што децата се неискусни, не знаат.
а заводливо е многу богатството. Сака човек богат да биде, затоа што мисли дека ќе ги решава сите проблеми преку богатството, а може да го реши еден проблем најголем со богатството, проблемот на смртта. Може богат човек да не умре? Не може. Таа лекција треба да примаат децата од најрана возраст. Некој ќе слушнете, мали се децата, не треба да бидат на погребот на дедовците или бабите. Тоа е погрешна педагогија. Треба да бидат, зашто нема возраст во која детето не може да се соочи со смртта. Смртта е потресна и за деца, и за оние во средна возраст, и за возрастните, и за зрелите луѓе, за сите. Ама колку порано се соочи со смртта, ќе бара решение за смртта. А колку порано бара решение за смртта, ќе го најде толку порано Бога. Зашто во друго немаме решение за смртта, во богатството, во медицината немаме решение за смртта. Најголемо решение за смртта е само Господ. Затоа е потребно да се определиме за живот без трња и за живот кој нема да биде насочен кон стекнување на богатството, кој нема да му биде важно на човека само материјалниот свет. Човекот е духовно битие. Составен е од тело и душа. Телото е материјално, треба да се обскрби, треба да се има храна, треба да се има некој пристоен начин на живот, ама душата, браќи и сестри, е од Бога. Господ ни ја дунува душата преку Духот Свети и дава живот со тоа, иначе нашето тело, како тело ќе биде мртво тело, нека е тоа најубаво, ама што ако е мртво? Тоа треба да го знаеме, да го почитуваме и да го бараме во животот. Тоа го осмислува нашиот живот, не чини да бидеме осмислени битија кои знаат каде одат и каде е нивната цел во животот. Денеска слушнав дека селаните во ова село, иначе служиме во Жван, во црква посветена на Света Параскева Петка, велат не само што не тоа толку јавно да го велат, туку не се собираат редовно во црква, зашто велат дека не се служи редовно во црквата. Меѓутоа, секогаш имајте на ум дека тоа зависи од вас. Ако вие имате желба да се служи во селото, ќе го фатите владиката за уши и ќе му речете, без зошто ни си овде ако не служиш литургија. Значи, потребно е и вие да сакате, вие да се собирате на литургија редовно, зашто тоа е најважното. Има нешто поважно во животот од тоа, се друго ни поминува, се друго ни заминува, се друго е како трња во животот, како евангелската перикопа што ја прочитавме. Ама нашиот однос со Бога единствено останува. И затоа е потребно, видите вашите предци каква убава црква направиле. Кога? Минатиот век. Не минатиот, предминатиот, 19 век направиле прекрасна црква. Не го доживуваме ние како задолжение тоа. Зошто го правеле? Тие што го примиле верата од нивните пак претходници. Не само со размисла за нас да ни биде полесно, туку затоа што доживувале еден однос со Бога и една одговорност. Тие треба Господ се што им дава да му возвратат, зашто бојне ако не возвратиме сме несериозни луѓе.
Со таква помисла ние треба да живееме. Со таква идеја за животот треба да настапуваме во свет. Господ нека ве умудри сите, нека ви даде здравје пред се, ама нека ви даде и мудрост да можете да одолеете на сите трња во животот и да на крај излеземе победници во Царството Божјо. Ова.